Да се разбереме, ние сме далеку од современо задругарство во светот. Мораме да го користиме светското искуство. Ние едно време сме имале до 1000 задруги во Македонија. Да се раздружиме 1991 година не е расчленато во статистика како предпријатија и задруги, значи неколку стотини, до 10 пати помалку, на 38 под знак прашалник дали се толку, бидејќи во Петроград имавме состано, па се наведе дека тие како број се така, ама неколку од нив има и без капитал, нема пријавуваат, значи нема пријавено годишен обрт. Може би се на хартија, на папир, меѓутоа да имаат некој потенцијал да работи или некој обрт, значи и помалку од тоа, значи уште полошо отколку што е фактичката состојба. Zadrugarstvo mora biti jedan jaki segment ukupnog gospodarstva, zajedno sa svim drugim poduzećima, poljoprivrednim gospodarstvima, dioničkim društvima i tako dalje, i svemu onome što može ponuditi jedno jako zdravo društvo koje želi se razvijati i koje ima svoj pogled u jednu zdravu budućnost, ali zadrugarstvo mora biti jaki segment tog gospodarstva, ono mora biti jedan značajan čimbenik. Zašto? Zbog toga što su zadruge jedini oblik gospodarstva koji na neki način može mobilizirati sve one naše resurse. Владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како што кажа, прават големи напори да го поттикнат и поддржат развојот на земјоделските задруги во државата, бидејќи целите на политиките на оваа влада се насочени кон модернизација на македонското земјоделство и зголемување на самата конкурентност. Сметаме дека еден од начините да се постигне тоа е токму преку изградување на земјоделските задруги и тоа доста познати причини за кои што зборуваме постојано и во јавноста и